Да имаме комуникација пред малку заврши изјавата на министерот за здравство Венко Филипчев, во кој рече дека 13 лица се загинати од трагичната несреќа на автопатот Скопје-Тетово во туристички автобус. 7 од патниците починале на самото место на несреќата, додека пак преостанатите за време на транспортот до болниците. Во оваа болница каде што се наоѓа нашата екипа 8 септември имало 5 пациенти на реанимација, но тоа било неуспешно и подлегнале на повредите, а именно тука биле донесени вкупно 33 пациенти. Ова предмалку го изјави директорот на градската општа болница 8 септември. Тој потенцираше меѓу другото дека 4 од пациентите се во тешка здравствена состојба, а 1 е во критична и се подготвени сите персонали во операциони сали за работа вечерва во градската општа болница 8 септември. Да, погледнеме тука изјавата на министерот за здравство Венко Филипчев. Во болницата 8 септември се примени 25 пациенти, 22 се хоспитализирани, 3 се полесно повредени од вкупната бројка и веројатно ќе бидат пуштени на домашно лекување. 4 пациенти се наоѓаат во оделот за интензивна нега и кај 2 пациенти се спрема хируршка интервенција. Во ургентниот центар во Скопје, на скопските клиники се примени вкупно 5 пациенти, од кои што 3 се во полесна состојба, со полесни повреди, една од тие пациентки е бремена жена и таа веројатно по обсервацијата ќе биде пуштена дома. Едниот од пациентите се спрема за хируршка интервенција, а 5-тиот пациент е во крајно тешка животозагрозувачка состојба и една пациентка е однесена во градската болница, старата градска болница. Вкупниот број на загинати лица е 13. Навистина може да констатирам дека искрено жалам. Изреагиравме веднаш кога ја добивме информацијата. За исклучително кратко време сите екипи на итна помош беа на лице место, се даде соодветна помош и се продолжува текот на лекување кај пациентите кои што се сместени во болничките установи. Искрено се надевам дека нема да има дополнителни компликации и дека и тие кои што се во тешка животозагрозувачка состојба, оваа состојба ќе ја надминат. Дали е познат идентитетот на загинатите лица? Сега се вршат овој проверки. Ние го знаеме идентитетот на тие пациенти кои што се примени свесни и ориентирани, а сега полицијата работи на утврдување на идентитетот на останатите. Дали има деца? Нема деца, меѓутоа има и луѓе на помлада возраст на 25-30 години. А тие се враќале кон гостива, работеле на лице место или дел од нив има и 7 се починати на лице место, 5 се починати тука, реанимирани, за жал реанимацијата е неуспешна во болницата 8 септември. Почината е пациентката во старата градска болница и едната пациентка која што е во крајно тешка состојба на клиниките. Колку тешка е во 8 септември? Вкупно 4 пациенти и една која што е на хируршка интервенција. Каква хируршка, со какви повреди се тие што се потешки, глава, дробови? Политравматизирани се пациентите, зафатени се повеќе системи. Дали возачот е меѓу загинатите? Не е меѓу загинатите. Се работи за патници кои се работеле во Скопје и се враќале дома? Навистина не знам. Веројатно дека. А каква е состојбата на возачот? Многу тешко да се... Имаше спекулации дека возачот наводно имал инфаркт? Полицијата разговараше со возачот, така може да ги прашате. Игор, дали во меѓувреме се доби некаква информација за причините за ваква тешка сообраќајна несреќа?
Борен, ова прашање ми беше поставено на министерот за здравство Венко Филипче, но тој прашањето го префрли на Министерството за внатрешни работи, каде што всушност прави увид на самото место на несреќата. Тука е и всушност самиот министер од МВР Оливер Спасовски, тој не даде изјава за медиумите, но потенцираше дека сепак ќе имаат соопштение преку јавноста, тоа што е засега неодговорено, се оставува како неодговорено прашање за причината за несреќата на автопат од Скопје-Тетово, а овдека атмосферата во самата болница е раздвижена, како што и претходно информиравме. Сите дежурни екипи на самата болница се повикани на работа и да работат и во ургентниот центар, така и во операционите сали каде има пациенти од несреќата на автопат од Скопје-Тетово, а пред самата болница се роднини на патниците на автобусот кои што се наоѓале во него во исчекување на некакви резултати во однос на нивната здравствена состојба. Тука, како што можам да забележам, се подготвува и уште една изјава за медиумите. Секако ќе информираме што се случува и кои се настаните од текот од 8 септември тука вечерва. Кустот Игор, дали е познат идентитетот на 13 мината загинати? Ова прашање токму го поставив и на министерот Филипче, но тој не одговори дали е познат идентитетот, односно одговорот беше во насока дека се уште се утврдува идентитетот на починатите лица, а идентитетот е потврден за лицата кои што се повредени во несреќата. А за починатите засега не е потврден идентитетот.